Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Секоја жена ќе влезе во менопауза. Тоа е неизбежен природен циклус што доведува до пресвртница во животот. Не треба да постои страф од менопаузата, туку добро да се слушнат потребите на сопственото тело. За повеќето жени менопаузата ќе биде нормална транзиција, но искуствата може да бидат различни. На која возраст обично настапува менопаузата и кој е најдобриот начин за справување со непријатните симптоми, како што се препотувањата, топлите бранови, несонницата или пак промената на расположението. На менопаузата претходи период на перименопауза, уште еден предизвик за телото и умот. Како жената да препознае дека е во перименопауза и на кој начин да си ја олесни новонастанатата ситуација. На оваа тема денеска разговараме со асистент доктор Владко Гиревски, специјалист по гинекологија и акушерство, и асистент доктор Билјана Тодорова, ендокринолог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да поставите прашања во програма. Останете на Телма. Ретко која жена е подготвена за периодот на менопаузата. Се јавуваат стравови од промените, но и физички и психички тегоби. Се за менопаузата, но и периодот што претходи на менопаузата, перименопаузата. Денеска од разговорите со гостите кои што се со мене во студиото на Телма, а тој е асистент доктор Владко Гиревски, специјалист по гинекологија и акушерство од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро ни дојдовте, докторе. Добро ве најдовме. И асистент доктор Билјана Тодорова, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Докторке, добро дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Многу жени на одредена возраст, кога ќе забележат нерегуларности во циклусот, се прашуваат дали можеби започела менопаузата. На повеќето од нив не се информирани дека постои период што претходи на менопаузата, наречен перименопауза. Па со што се карактеризира перименопаузата и колку време пред менопаузата се јавува? Така, значи перименопаузата всушност е еден транзиционен период кој што не води до менопаузата и всушност го означува периодот на крајот на репродуктивниот период на жената, така што имаме ослабување на функциите на лачењето на хормоните, односно естрогените и прогестеронот, и целата таа состојба всушност означува 12 месеци, всушност перименопаузата трае 12 месеци од последната менструација и преминот во менопаузата. Така што менопаузата ја дефинираме како еден ретрограден процес, односно отсуство на менструални циклуси се вкупно 12 месеци или една година. Може ли перименопаузата да трае понекогаш и подолго од овој период? Да, може да трае. Значи, има различни податоци. Може да трае од 4 години до 8 години. Дури некад има податоци, имам сретнато, дека перименопаузата може да трае многу подолго, дури до 14 години. Тоа е една состојба каде што има испреплетени функционални, хормонски, физиолошки механизми кои што се причинители за настанување на една бројна симптоматологија која што се пројавува во периодот на перименопауза. Перименопаузата како состојба или како една транзиторна фаза, можеме да кажеме, во периодот на жената, се манифестира со околу 34 симптоми. Меѓутоа, најчесто како симптоми кои што се појавуваат во овој период на перименопауза е појава на топли бранови или валонзи. Значи тоа можеби најголем дел од пациентките го чувствуваат и тоа периоди пред да започне перименопаузата, особено во последниот ден од менструалниот циклус го пријавуваат. Се манифестира со топлина, црвенило во пределот на главата, вратот, трупот, кое што е доста непријатно и се јавува кај 75 до 85% од пациентките во овој период на перименопауза. 34 симптоми споменавте? 34 Тоа симптоми. навистина огромен број на симптоми. Ние издвоивме нешто надалеку од тој број, може да видиме ние што издвоивме, па ќе искоментирате меѓу другото. И симптомите, така, може да ги видат веќе гледачите на видеобимот. Еве ние што издвоивме: неправилен менструален циклус, топли бранови, валонзи, препотувања, забавување на метаболизмот и таложење на масни наслаги, обично на стомакот, промени на кожата, косата и ноктите, вагинална сувост,
почеста потреба за мокрење, проблеми со сонот, заборавеност, мозочна магла, промени во расположението, умор, главоболки, но споменавте дека има уште многу повеќе од сето ова. Очигледно дека ова е еден голем пресврт во животот. Да, навистина настануваат промени кај жената, каде што може да бидат многу дискретни, може да бидат и многу интензивни. Значи има пациентки кои што навистина многу дискретно, дури и незабележително ја поминуваат оваа фаза на перименопауза, но има и пациентки кои што имаат навистина истакнати, интензивни и испреплетени симптоми. Овие симптоми кои што ги споменавме се навистина многубројни. Првично ќе ги тумачат: топло е надвор, се препотувам, не се чувствувам добро. Значи една општа симптоматологија на која што ќе се надоврзат можеби подоцни и поспецифични симптоми. Перименопауза, можеби доктор Владко ќе објасни од гинеколошки аспект подобро, се јавуваат и нередовни менструални циклуси. Веќе забележува жената дека ако добивала циклус на 28 дена и ако циклусите биле редовни, почнуваат да стануваат нередовни и регуларни менструални циклуси. Добива на пократок временски период, добива на подолг временски период, стануваат пообилни, помалку обилни или само го обележуваат циклусот. Значи жената дава информација дека и е променет циклусот од аспект на фреквенција, време траење и количина. Нокното потење, исто така многу изразен симптом, ќе ги потенцирам навистина оние маркантни и поизразени симптоми кои што се јавуваат директно како резултат на пат на естрогените. Паѓаат естрогените, тие делуваат на ниво на хипоталамусот, а хипоталамусот делува на терморегулацијата. Затоа се јавуваат нокните потења и пациентките многу често доаѓаат и во нивните и во нашите амбуланти со податок за преслекување во текот на ноќта неколку пати и навистина не може мирно да се помине ноќта. Тоа доведува до несоници, муд свингс или промени во расположение, значи жената треба и психолошки да се разбере во овој период, бидејќи е нервозна, вознемирена, можеби да се јават и панични атаки се опишани во овој период од непознато потекло во некоја одредена ситуација, инсомнија, несоници кои што веќе споменавме, сонот е скратен, нема квалитетен сон, што дополнително го отежнува психичкото здравје и функционирање на жената. Значи, навистина една комплексна и испреплетена етиологија. Од ендокринолошки аспект, кај жената се јавуваат и метаболни промени. Жената дава податок за промена на квалитет на коса, на кожа, на ногти, се здебелуваат, добива во тежина, кажуваат пациентките дека нормално јадат, можеби и помалце, можеби не се толку физички активни, но растат килограмите. Некаде по некои последни информации, околу 2-2,5 килограми годишно при апсолутно внимание во однос на исхраната, жена во перименопауза, особено потенцирано во менопауза, ќе добие во телесната тежина со особена дистрибуција околу абдоменот. Значи една редистрибуција на изгледот добива жената, значи го губи оној изглед на телото. Сето тоа се, значи, како да кажам, симптоми кои што испреплетени, поврзани меѓу себе, нели, го отежнуваат можеби секојдневното функционирање. Да не зборуваме болки во коски, болки во зглобови, може се јават отежнати движења, едно севкупно, како да кажам, пореметено и променето функционирање доколку постои поизразена симптоматологија. Но мора да напоменам дека има жени кои што апсолутно немаат ништо од това, апсолутно или многу дискретно, или нема да го промени нивниот секојдневен работен и професионален и нормално приватен тек во нивното функционирање. Но има жени кои што апсолутно ќе побараат повеќе пати консултација, затоа што овие симптоми апсолутно ги вознемируваат. Така им го нарушуваат квалитетот на живот и функционирање. Значи плејада на физички, морфолошки, функционални, психолошки промени настануваат кај жената во перименопауза, кои што продолжуваат понатака и во периодот на менопауза, бидејќи перименопаузата представува еден период на менопаузална транзиција или вовет на жената во менопауза. Но, мора да напоменеме дека и од гинеколошки, и од ендокринолошки аспект, перименопаузата и менопаузата никако не се болести или заболувања.
Тоа се периоди кои што е убаво секоја жена да ги помине, да ги доживее, затоа што секој период од животот на жената се носи свој предизвици, во кој што секако ние лекарите, ендокринолозите и гинеколозите сме тука да помогнеме да побезбедно и подобро функционира во овие незини животни фази. На која возраст обично се јавува перименопаузата? Значи, може да се појави најчесто перименопаузата почнува во 30-тите, 40-тите години, опаѓа фертилниот капацитет на жената. Меѓу 45-та до 55-та година настанува менопаузата. Доколку се појави пред 45-та година, велиме дека станува збор за рана менопауза. Така, но за тоа малку подоцна, за раната менопауза. Значи, перименопаузата веќе од 30-та година. Од 30-та веќе опаѓа фертилниот капацитет на жената, да во 40-тиот веќе, во 40-тите години веќе се забележуваат дискретно можеби, како што веќе споменавме и претходно, сите овие симптоми. Така, но ако жената во 30-тите години забележи некои од овие симптоми, би можела да биде перименопаузата виновник за сето тоа, иако обично не го поврзуваат со овој животен период, сметајќи дека се во репродуктивна фаза и дека имаат време до менопауза. Апсолутно. Мислам дека иницирачки симптом ќе биде нередовниот менструален циклус и ќе се упатат првично на гинеколог. Так. Тоа ќе ги вознемири. Така, сега ќе проговориме за нередовните менструални циклуси. Веќе докторката појасни како тоа може да изгледа. Што почесто се јавува? Раздалечени менструални циклуси, значи доцнење во менструалните крварења или пак почести крварења во менструацијата? Па би рекол дека тоа е сепак индивидуално кај пациентките, значи кај секого е различно. Сето тоа, значи ние најчесто во периодот на перименопауза се среќаваме со нешто почести менструални крварења и во случај кога стануваат пообилни или состојбата ги оптеретува пациентките, тие првично се јавуваат на лекар за помош и да се консултираат што би се направило и тука веќе ние правиме првична проценка, значи правиме гинеколошки преглед и можеби веќе како што спомна и колешката, на самиот гинеколошки преглед се обидуваме да ги најдеме и првите знаци, да речеме, што би можеле да укажуваат на еден период на перименопауза. Секако сувоста на вагината, значи проблемите околу односите, диспариунија, оттежнати, болни сексуални односи, секако ги спомнавме и крварењата и тие треба да ни бидат некој аларм за првично вака да направиме проценка и подетални. Значи вагинална сувост веќе би можела да се јави во перименопаузата? Некаде околу 40-та година, можеби сега пак ќе речам дека индивидуално кажа колешката дека може да се појават првите знаци малку порано, негде 30-та, 35-та година. И така тој период да трае можеби 10 години да се повлекува, кај некој за неколку месеци, некој до 4 години е просекот, нели? Така што би можело тоа. Сега за да утврдиме диагнозата и дали нешто треба да се преземе и да кренеме некој аларм за некој од состојбите, треба да направиме еден хормонален статус, да провериме значи дали нивото преглед, на класичен гинеколошки преглед може да ги забележите првите знаци на перименопауза или мора да се направи ендокринолошка анализа? Ние може да забележиме некои од знаците што ги споменавме и првично ние правиме разговор со пациентките, нели тие доаѓаат со одредена мака или доаѓаат на контрола, зависи што ги оптеретува, нели разговараме, во разговорот ќе ни ги кажат дел од симптомите кои што ги чувствуваат, ние што можеме да направиме во тек на гинеколошкиот преглед е еден ултразвук, значи да видиме дали ендометриумот, дебелината на ендометриумот да го процениме во одреден дел од менструалниот циклус, зависност кога сте дојдени на преглед. И ако нешто ни отстапува од нормалноста, може да пристемеме на така дополнителни испитувања, може да одредиме хормонален статус, го спомнавме ФСК да видиме кој што обично во перименопаузата е на повисоко ниво. Така, тоа е нивото на хормон естроген, од хипофизата, фоликулостимулирачки хормон, што ги стимулира всушност сејниците. Само пред да преминеме на хормонските тестови, би сакал уште едно прашање да ви поставам во однос на фертилноста на жената. Дали жената во време на перименопауза може да забремени? Па вака са, во тој период започнуваат така наречени ановулациони периоди, односно кога изостанува или се намалува овулацијата кај пациентките кои што влегуваат во перименопауза, меѓутоа не е исклучено, значи ќе настапи еден период каде што ќе настапи овулација, така што пациентките има можност да останат бремени во тој период
и секако ако не сакаат да останат, треба да користат една од можните контрацепции. Веќе ги споменавте хормонските тестови со кои што се утврдува дали со сигурност се потврдува дали жената е во перименопауза или не. Се анализираат повеќе хормони. Кои хормони се намалуваат? Така, Тука можеме да видиме и фотографијата со нивото на естрогенот кај жената во текот на различните возрасти. Повелете. Значи правиме секако анамнеза пациентката, дава податок за симптомите кои што ги чувствува, се препраќаат на гинеколог, гинеколошки обично се прегледуваат пациентките, секако треба верификација за ова што го зборуваме со изработка на хормонски статус. Правиме комплетен хормонски статус кај овие пациентки, каде што забележуваме дека фоликулостимулирачкиот хормон или ФСХ е покачен. За сметка на тоа се намалува нивото на естрогенот и на прогестеронот и можеме да провериме и антимилеријан хормон, кој што ни дава еден сигурен податок за оваријалната резерва. Антимилеријан хормон кај овие жени во перименопауза е намален. Значи, нивната оваријална резерва е дефинитивно намалена. Може да не биде на многу ниско ниво, но е намалена. Доколку се прават прегледите, хормонски можам да кажам повеќе, забележуваме дека од година во година имаме навистина промена во хормонскиот статус. Ако на еден преглед ФСХ бил на пример 14, за една година ќе стане 18, значи ќе почне да се зголемува, да расте, како за сметка на тоа ќе паѓа нивото на естрогените. Ако може да биде до 200 во репродуктивниот период, кога се очекува најголема да е фертилноста на жената, веќе во перименопаузата паѓа нивото на естрогенот, паѓа нивото на прогестеронот. Токму тие два хормони се виновници за претходно споменатата симптоматологија. Што ја набројавме, а на вистина многу обемна, како што спомнавме, 34 симптоми. Можам да истакнам дека со овој начин на живот и така натака, многу жени се обидуваат да забременат, тоа мислам дека и доктор Владко го спомена, токму во периодот на перименопауза. Тоа е посебен предизвик и за гинеколозите и за нас ендокринолозите. А жените ја одложуваат бременоста и некако одлучуваат да се реализираат во родителството токму во овој животен период, кога се во перименопауза. Лесно е да дадеме совети како да не забременат, а може да забременат во период на перименопауза, но од ендокринолошки, а верувам и од гинеколошки аспект е многу поголем предизвик како да постигнеме бременост, кога некоја жена на 40 и некоја година ќе одлучи да забремени, а ние констатираме дека таа жена е дефинитивно во период на перименопауза. Па и порано, во 34-та, во 35-та година, апсолутно. Исто така може да биде во овој животен период. Да, значи навистина голем дел од пациентки кои што консултираат во нашите ендокринолошки амбуланти се токму во овој период кога дефинираме и поставуваме диагноза на перименопауза, они ги имаат претходно споменатите симптоми и промени, но одлучуваат за бременост. Секако во тесна соработка со гинеколозите, нели, можна е бременост, но секако се оди кон оние методи на инсеминација, инвитро фертилизација, но е возможно. А кај имаме една фотографија која што го опишува нивото на хормонот естроген, оној е женски хормон, во текот на различите возрасти, и се гледа дека нагло всушност почува допаѓа во 50-та година. Кај некој за жал и порано тоа се случува. И сега, постои ли начин нивото на естрогенот да се промени со некакви промени во животниот стил? Претпоставам дека ова е често прашање на пациентките. Како да си ги улеснат симптомите? Точно. Значи, прво пристапуваме кон дадени совети за хигиено-диететски режим. Може. И претходната симптоматологија која што ја спомнавме се олеснува со правилна диета, исхрана, здрава исхрана, навистина да се избегнуваат масни, тешки оброци. Има и студии кои што директно потврдуваат дека избегнување на масна, зачинета храна, лута храна се намалува нивото на оние топли бранови и ноќни препотувања. Значи со промена во исхраната би можело да се реши еден ваков сложен проблем. Може да се намалат, да се намали, не конкретно да се елиминира, но да се намалат. Да се ублажи. Да се ублажи, но ако сето тоа се искомбинира со прекин на пушење, прекин на конзумација на алкохол, физичка активност, значи напуштање на оној седентарен начин на живот и колку што е можно,
да се контролира и регулира телесната тежина, затоа што мислам дека во овој период на перименопауза, особено во менопаузата понатака, Тоа е огромен предизвик. значи за една жена како да кажам, поразувачки е кога ќе дојдат во амбуланта и кога ќе кажат јас до пред некое време бев навистина слаба и така натака, сега внимавам, активна сум, но еве килограмите си доаѓаат сами по себе. Така да со модификација на начинот на живот, значи регуларно спиење, избегнување на стрес колку што е возможно, дискретно може да се намалат сите овие претходно споменати симптоми. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна, можете и вие да се вклучите со ваши прашања, но и со ваши искуства поврзани со перименопаузата и менопаузата, да ни раскажете како вие се справувате со потешкотиите, доколку ги имате. Продолжуваме понатаму со разговорот, значи перименопаузата завршува со почеток на менопауза. Епа сега како жената да знае дека е во менопауза? Како да знаат дека започела менопаузата? Значи, како што реков и претходно, треба да има изостанок на менструалниот циклус најмалку 12 месеци. Апсолутно да. И од тој период да сметаме дека започнува тој период на менопауза. Со тоа што сите симптоми што ги споменавме претходно доаѓаат во поголем израз, значи се потенцираат. Тука се нели жешките бранови и сите претходно споменати симптоми се продлабочуваат и пациентките значи влегуваат во еден друг период од животот. Може би многу од нив се срекни на некој начин што ете се решиле со менструалниот циклус и повеќе не го добиваат, меѓутоа има и голем број на ризици кои што се изложени во овој период и треба да обранат внимание. Значи повеќе нема да бидат присутни предменструалниот синдром или оние непријатности пред да се добие месечното крварење. Потоа се намалуваат ризиците од одредени гинеколошки болести. Оние кои што имале миоми, повеќе нема да се справуваат со овој проблем. Или не е баш така? Па една од работите заради кој што им да речеси секоја втора или трета пациентка доаѓа во амбуланта заради тие миоматозни чворови или јазли како ги нарекуваме. И ние сметаме, односно научно постои тврдење дека во периодот на менопауза, затоа што најчесто овие миоматозни јазли се хормонски условени, односно под дејство на естроген тие раснат, се ја окупираат матката, се зголемуваат, значи внатрешни прават проблеми, потиснуваат и други органи, доведуваат до дизурични проблеми и се сметат дека би престанал нивниот раст, секако доколку се во одредена големина. Сега сепак треба да се направи индивидуална проценка. Ако се помали миоматозни јазли, се очекува дека тие би се намалиле, нели? Кога би преминала жената во тој период на менопауза. Ќе се намали ризикот и од ендометриоза? Секако да, и ризикот од ендометриоза се намалува затоа што имаме спад на хормоните, односно естроген и прогестерон, и голем дел од пациентките кои што имале цистични промени во прилог кои што одат на ендометриоза и сите оние болни менструални циклуси со кои што се соочувале во овој период, сето тоа ќе дојде до благ пад на симптомите и ќе имаат позитивен ефект. Тука се го употребивте зборот спад, но тогаш доаѓа и до спад на органите, како што е спад на вагината, спад на матката, спад на мочниот меур и така натаму. Ве можеме тука да ги видиме и симптомите кои што се поврзуваат со менопаузата. Докторката што ги опиша, тоа се речиси истите, со исклучок на тоа што повеќе нема нередовни менструални циклуси, но се јавува уринарна инконтиненција. Значи, затоа што нивото на хормони... Односно неволно испуштање урина, подмочување, тоа е поизразено во овој период. Неволно испуштање на урина. Значи, првично би спомнал дека пациентите се соочуваат и со една состојба на атрофичен вагинит. Значи, тоа е заради што се намалува нивото на хормонот и затоа и доаѓа до таа вагинална сувост. И дополнително, значи, сврзнато ткиво и оние врски кои што ги држат карличните генитални органи во малата карлица ослабуваат на некој начин и затоа доведува до овој спад или пролапс на матката и на мочното кесе, значи, и се тоа доведува до една уринарна инконтиненција или неволно
испуштање на урината од страна на пациентката, така И што чести се циститис соочуваат исто така. чести воспаленија се случуваат заради тие атрофични промени, така да се соочуваат со некои други проблеми во тој период од животот. Така, менопаузата носи низа непријатности, но од друга страна пак жените кои што имале проблем со мигрена, вела дека повеќе не ги чувствуваат тие постојани болки. Да, може би не чувствуваат мигрена, но има еден термин кој што се вика brain fog или магла во мозокот. Тоа се симптоми кои што се забележани кај пациентки кои што боледуваат од мултипла склероза и деменција. Значи имаат навистина големи потешкоти во концентрација, перцепција и, како да кажам, и размислување. Така, некои жени што се во менопауза и перименопауза се исклучително загрижени, да не случајно имаат деменција. Одеднаш да забораваат, да се чувствуваат како изгубени. Почеле да работат нешто, забораваат што што треба да направат, па прават дури невролошки тестови од аспект нели за деменција ги тестираат и така натака. Значи таа мозочна магла која што ви кажав кај кои сериозни заболувања е опишана како функционална промена, постои особено во периодот на менопауза и треба да ја спомнеме затоа што мислам дека е многу чест симптом. Дури претходно во некои здруженија од менопаузата класифицирале како еден од почестите симптоми, можеби најфреквентен симптом кај сите пациентки кои што се во оваа фаза на менопауза. Значи оние промени, изгубеност, како да кажам, она што споменавме претходно, навистина постои. Уринарните инфекции сакам да дополнам дека се почести. Што значи почести? Ако има една уринарна инфекција годишно, не е тоа симптом на менопауза. Треба да има 3 рецидивантни уринарни инфекции годишно, повторувачки во текот на годината или 2 во текот на 6 месеци, за да кажеме дека станува збор за зачестена уринарна инфекција. Проблеми со сонот, кажавме циститите, кажавме главоболките, заморот постојат, мигренозните напади можеби се намалуваат, но оваа brain fog или магла во мозокот навистина постои и мислам дека е причина да пациентките, како да кажам, бараат многу често консултации на невролог, на психијатар и земаат соодветна терапија доколку е потребно. Во овој период е оправдано антидепресиви, анксиолитици доколку е потребно. Значи сето она што, значи шетање во природа, релаксација, физичка активност, она што споменавме претходно, затоа што овие симптоми кои што ги стакнавме пак се позастапени во менопауза отколку во перименопауза. Значи овој интензитет е повеќе застапен во менопауза. Така, споминавте дека физичката активност би била пожелна, но оние кои што чувствуваат интензивен умор и исцрпеност, тешко можат да направат таков тип на промена во животот. Добив знак дека има гледач и ќе им дадеме предност пред да продолжиме. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Еве го слушнав гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден, дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, само ќе го намалите тонот на телевизорот за да можеме успешно да комуницираме. Добар ден, јас имам 47 години и можам да кажам дека симптомите на перименопауза се буквално хорор. Така. Само ќе ве замолам во континуитет да зборувате и намалете го тонот на телевизорот. Значи, вие се сочувате очигледно со еден вистински хорор од симптоми. Јас немам проблем со прејадување, јас имам проблем со мачнини, гадење, нагони за повраќање, често повраќање. Грчеви и стегнатост, значи целото тело ме боли, ми се стегаат буквално сите мускули, мозочна магла во голем обем, значи сериозно ми е нарушен квалитетот на животот. Хормонална терапија не е опција заради тоа што имам хипоагрегибилност на тромбоцити и не би сакала да играм со тоа. Со користење на природни суплементи за фитоестрогени, менопауза, како тие природните фитоестрогени, потењата ми се значително намалени, значи тука немам проблем, инаку пред тоа имав потење па студ, потење студ. Значи безволност, одвај станувам, одвај ги извршувам буквално на буткање со сила заради тоа што сум свесна личност да не легнам. Така. Буквално на сила го терам денот. И
се сум пробала, навистина веќе не знам што да направам. Хормоните Така, вашата дилема е што понатаму, бидејќи немате можност да примите хормонска терапија. Ви благодарам за вклучувањето и за тоа што го споделивте вашето искуство со перименопаузата, ако добро разбрав. Докторке, што може се преземе во ваков случај? Многу убаво објасни пациентката. Навистина плејада на симптоми, ќе надополнам на пациентката дека и гастроинтестиналните потешкоти, многу се дел испуштивме секако, Поминавте постојат. многу ги има, така? Значи, чувство на гадење, надуеност на стомакот, промена на вкусот. Значи, буквално даваат податоци затоа што и секс хормонски рецептори има во слузокожата, во букалната слузокожа. Значи, секаде има рецептори за женски хормони? Да, и кога се намалува нивото на естрогенот и прогестеронот, даваат податок дека не ја чувствуваат храната, значи се намалува, се променува интензитетот, буквално нели е отежнато, како да кажам, сето тоа. Така да, постојат и од гастроинтестиналниот симптом потешкоти. Убаво објасни пациентката, плејада, многу симптоми во перименопауза, хормонска терапија, ќе зборуваме подоцна кога може, кога има апсолутни, кога има релативни контраиндикации за пропишување на истата. Совети кои се? Совети, она што го спомнав претходно. Диета навистина помага, кажа и дека на нези помага, масни, лути, конзервирана храна да се избегнува. Ако пушите, да престанете да пушите, да се престане конзумација на алкохол. Колку што е можно, иако е тешко, да се регулира телесната тежина, колку повеќе се поправаат пациентките, ако се обезни, проблемот дополнително ни се комплицира и се потенцираат симптомите, прошетки во природа, стрес, посета на психотерапија доколку е потребно, посета и на невролог и пропишување на соодветни антидепресиви доколку психичката симптоматологија е отежната и, како да кажам, постојат одредени симптоми, значи анксиолитици, антидепресиви, може да се внесе селен, омега-3, витамин Е, А Д? И Д, секако, како имуномодулатор, но се смета дека ги олеснува симптомите, но нема некој подобар ефект од плацебото. Но пациентки даваат податок дека при конзумација на витаминотерапијата се чувствуваат подобро. Може би им делува и како плацебо ефект, да речеме. Но што дава подобрување тогаш? Подобрување тогаш, нели, би требало да се проба. Так. Фитоестрогените ги споменавте. Значи тоа се растителни препарати што имитираат женски хормон естроген. Така, но ги има многу и во храната. Не заборавајте на лекјата, гравот, овошјето, зеленчукот, сојата. Значи со правилно обликување избалансирана на оброците би можеле да внесуваме повеќе фитоестрогени. Тие се безбедни? Безбедни Нема се да направат доколку проблем? нема контраиндикации од истата, доколку не боледува од карцином на дојка, карцином на утерус, каде што не сакаме преку фитоестрогените да го покачиме нивото на естрогените во крвта кај жената. А доколку има тромбоза, тогаш може фитоестрогени? Фитоестрогените не би пречеле на тромбозата, повеќе не би сакале да имаме адитивен ефект на нивото на естрогените ако боледува од овие малигнитети кои што ги споменав претходно. Имаме уште гледачи, а имаме и навистина доста прашања во денешната емисија, но ќе им дадеме предност. Добар ден за следниот. Се исклучил, добро, ние продолжуваме понатаму во однос на... уште еден има во ред. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас сум еден загрижен сопруг. Така, секако. Жената ми за 2 месеца полни 56 години. Големи болки и има главоболки. Од што е проблемот? И прво, што е тоа менопауза и перименопауза. И многу болки има. Така, има, да значи спие. главоболки да има, но дефинирам. вие не сте сигурен дека сето тоа е поврзано со менопауза и перименопауза, бидејќи не сте сигурен што тоа значи. Очигледно не ја следите емисијата од самиот почеток, навистина нема време пред крајот на емисијата да се појаснува во детали. Ви благодарам за вклучувањето, каде би требало да се обратат за главоболки. Значи, за главоболки може да е покачен крвен притисок, Така. може да се некои невролошки проблеми, значи првично на матичен лекар да направи преглед, лабораториски анализи, испитувања,
па да се триажира пациентката на специјалистичко ниво понатака доколку е потребно. Не значи дека само изолирана главоболка е симптом на менопауза. Може да биде, Може да но биде не мора да секако. значи дека е Меѓутоа, сигурно не мора да поврзано. значи дека е симптом на менопауза. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добивам знак дека има уште еден гледач што очекува да се вклучи во програма. Се надевам успешно. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Аха, добар ден. Вака, се јавувам во врска со денешната тема за Така. перименопауза и за менопауза. Значи, 42 годишна сум, кој што Само ќе ве замолам, намалете го тонот на телевизорот. Имам долги и тешки карварења кои што траат и по неколку недели па и месеци повеќе. Така. И ова е една од состојбите што се јавува за време на перименопаузата. Претпоставам прашањето ви е како да се реши проблемот, бидејќи е исцрпувачки. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што се презема кога ќе се јават? И дали е тоа компликација или пак е нормален симптом на перименопаузата? Значи, крварењата во перименопаузата може да се компликација, односно тие може да бидат знак за постоење на одредени полипи, миоматозни јазли, како што претходно ги споменавме, и може да се само овие продолжени крварења компликација всушност на некои веќе постоечки. Значи потребно преглед да се направи за да се утврди за што точно се Значи треба да се направи ултразвучен преглед секако и да се сепак ќе направиме една дистинкција и ќе се надоврзам на претходното, пошто влеговме во менопаузата. Значи, во периодот на менопаузата не треба да постои менструално крварење и било какво крварење да постои, треба да се алармира и да се направи гинеколошки преглед и да се направат дополнителни интервенции, односно да се направи киретажа, да се испрати од материјалот, значи да се види што е внатре и да се анализира и да се апелира, значи да дојдат тие пациентки на преглед, да како и оваа пациентка, значи вакви продолжени крварења во перименопауза треба да се доиследат и да се направи киретажа, затоа што може во перименопаузата и поточно во периодот на менопауза да има голем ризик од преканцерози на ендометриумот, па и појава на карцином. Значи, советувате секогаш кога има ендометријална продолжени хиперплазија. крварења да се направи ваков зафат киретажа, бидејќи понекогаш пациентките добиваат и хормонска терапија, капки за да се Апсолутно намали да, затоа крварењето. индивидуален е пристапот спрема пациентките, сега треба да видиме што точно се работи. А што доколку крварење не може да запрати? Траат со месеци, да, а нема некоја позадина, како што споминавте, полипи, миоми и слично. Некоја Можеме лоша да вклучиме причина. во периодот на перименопаузата, можеме да вклучиме, како што кажа и колешката претходно, може да вклучиме хормонална терапија, меѓутоа не секогаш, затоа реков индивидуален пристап и да се види ризиците на пациентката, дали можеме таму да одиме со таков тип на терапија. Во најмала мерка за такви продолжени крварења треба да направиме значи една киретажа за да видиме што ќе добиеме на материјалот, дали се работи за хормонално пореметување или се работи за некоја преканцероза, хиперплазија, атипична или типична, па понатака и соодветен третман на тоа. Имаме уште гледачи, ќе им дадеме предност нормално. Добар ден. Да го слушаме следното прашање од гледач во денешната емисија. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично. Сакам да се консултирам со докторката. Повелете. Ребетниот столб ми е повреден, набиен. Значи, второ и трето. Така, но вашето прашање не е ребро, поврзано со ендокринолошките проблеми, значи гостите се ендокринолог и гинеколог. За ова што имате, за вашето прашање, ќе се вклучите во некој од следните емисии, кога ќе зборуваме за повреди на ребет и за таа проблематика што вас ве интересира. Ние продолжуваме понатаму во интерес на времето. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден. Нема. Добро, продолжуваме понатаму да се задржиме на хормонската терапија. Кога и кому е препорачувате? Бидејќи некои доктори, кај жените кои што немаат семејна историја, велат дека е добро да се земе за да се смират симптомите. Од друга страна, некои воопшто не сугерираат примена на хормонска интервенција. Кој е вашиот став? Така. Значи, ставот е индивидуализиран. Значи, секоја пациентка да се анализира индивидуално.
Не споменавме само дека менопауза физиолошки настапува од 45-та до 55-та година, максимум може до 58-та година. Тоа се некоја нормална возраст кога се очекува пациентката да влезе во менопауза. Ако се јави менопауза пред 45-та година, тоа е рана менопауза. Да направиме дистинкција. Ако се појави пред 40-та година, тоа е менопауза прекокс, значи многу рана менопауза, која што се јавува како автоимуно заболување. За жал има се почесто такви 1 примери. до 2% од жените во репродуктивниот период имаат ваква автоимуна оваријално, како да кажам, пореметување, кое што резултира со предвремена менопауза. Имаме пациентки во 20-тите, во 30-тите години, каде што наеднаш се прекинува менструалниот циклус. Тоа се пациентки кои што се во рана менопауза, односно менопауза прекокс, доколку е пред 40-та година. Тука се индицира, доколку нема контраиндикации, апсолутно хормон заместителна терапија, барем до годините кога се очекува да би траел периодот на нормално менструирање и нормални репродуктивни години. 40-та до 45-та година, кога е раната менопауза, исто така ни е индивидуализиран пристапот, анамнеза, хормонски, клинички преглед, фамилиарна анамнеза е многу важна и доколку симптомите се потенцирани и не постои контраиндикации за истите, можеме во согласно со пациентката и претходно детално објаснување на ризици од земање на истата, а ги очекуваме и постојат, може да се препише хормон заместителна терапија. Значи, збориме во тој период. Кај пациентки кои што се повозрастни, постари пациентки во периодот на менопауза, препишување на хормон заместителна терапија рутински не ординираме, затоа што тоа се возрастни пациентки. Но ако имаат тегоби? Ако има тегоби кои што се изразени? Збориме кај многу возрастни пациентки, во 60-тите, во 70-тите години. Кај ни веќе е доцна да се даде. Кај ни веќе е доцна да се даде, се оди на она што споменавме претходно, нели? Сега, апсолутни контраиндикации, пациентки кои што имаат активни малигнитети во моментот на преглед, кои што имале малигни промени на дојките, ендометриални карциноми, значи карциноми на гениталии, меланом, значи прележан меланом, оперирани поради меланом, пациентки со сериозно хепатално заболување, болести на црниот дроб, така? Прележани хепатити, декомпензирана цироза, трансплантирани хепар, апсолутна контраиндикација за пропишување на хормон реплейсмент терапија, значи хормон заместителна терапија, тоа се апсолутни контраиндикации. Пациентки кои што се обезни, пациентки кои што пушат, пациентки кои што имаат хипертензија, ни се, да речеме, со релативна контраиндикација. Може да сугерираме да престанат да пушат, па да размислиме да воведеме хормон заместителна терапија. Кај овие првите, апсолутно не доаѓа во предвид. Кај овие вторите, со одредени промени би можело. модификации би можеле на обезни пациентки, пациентки што имаат диабетес, хипертензија, дислипидемија, кои што пушат, со пропишување на соодветна терапија, со модификација, би размислиле, нели? И исто така пациентки кои што имаат фамилиарна анамнеза за генетика, за карциноми на дојка, не би ги подвргнувале на овој третман со хормон заместителна терапија. Секоја пациентка која што ќе се одлучиме да се даде истата, правиме ехо преглед и мамографија, значи секако дојките не треба да има никакви промени. Правиме ПАП тест, секако гинеколошки преглед и евалуација, и хемостаза и D-димери, кои што особено се советуваат на 6-тиот месец од започнување на терапијата, затоа што кога ќе почнат да ја примаат, после 6 месеци се очекува пикот. Значи, тоа е подготовка на пациентката пред да започне третман со хормон заместителната терапија. Исто да не ги испуштиме пациентките кои што имаат кардиоваскуларни заболувања, прележали инфаркти, мозочен удар, тромбоза, значи васкуларни промени, исто така е апсолутна контраиндикација за пропишување на хормон заместителна терапија. Значи, воопшто не е едноставно. Не е едноставно, затоа пристапот е индивидуализиран. Секоја пациентка се обработува посебно, зависно од тежината на клиничката симптоматологија, зависно од незините коморбидитети, зависно од незината фамилиарна анамнеза, пред да донесеме одлука дали ќе дадеме хормон заместителна терапија.
Кај тие што ништо од това не е застапено, можеме да препишеме хормонзаместителна терапија, бидејќи таа има бенефити, но има и ризици, нели? Секако што споменавме. Покачување на D-димери, настанување на тромбоза, значи многу контраверзни, дискутабилни, како да кажам, состојби, меѓутоа пристапот е индивидуализиран. Но при потешки симптоми, како што кажав, антидепресиви, анксиолитици, витаминотерапија, промена на начин на исхрана, физичка активност, се модалитетите кои што постојат. Не споменавме од интернистички аспект, Владко спомена од гинеколошки аспект. Мислам дека за тоа нема да имаме простор, значи жените во Остеопорозата да не ја репродуктивниот период се забораваме, заштитени од појавата. редени Да. болести, но Вместо веќе калциум, тука расте ризик за Витамин Д. кардиоваскуларни Витамин болести. Д, секако, да. Калциум, витамин Д, Поготово за жени кои што се послаби, каде што постои ризик од Остеопороза. остеопороза, од менопаузата е кардиоваскуларните значи заболувања. женските хормони се поврзани со болестите на коските и со остеопороза. Да, затоа што во естрогените ги штитат крвните садови и коските. Така, многу е широка Многу е темата, широка темата, не можеме уште 2 целосно, минути имаме до крајот на апсолутно. денешната емисија. Еве само едно прашање до докторот, колку често треба да се прават гинеколошки прегледи за во менопаузата? Во менопауза ние препорачуваме барем еднаш годишно пациентките да појдат на лекар, да се направи тој гинеколошки преглед, да се консултираат за можните симптоми со кои што се соочуваат и препорачуваме секако, колешката спомна, реализација, значи правење на ПАП тест на 3 до 5 години, и пак тука ќе напоменам дека е индивидуализиран пристапот, затоа што ако пациентката претходно имала 3 негативни ПАП тестови, тогаш препорачуваме на подолго, значи 3 до 5 години може да се прават, не мора да се прават толку често. Во последно се воведува и ХПВ типизацијата како вкрстен скрининг над 30-та година, така што и тоа е многу важно затоа што овие пациентки кои што во младоста, да речеме, или во тие средни години перименопаузални имале ХПВ инфекција која што била долго време присутна, може да направи промени на грлото на матката во подоснежните години од животот, така што треба да се скринираат и често да се прави преглед. Ултразвучниот преглед секако во менопауза се следи дебелината на ендометриумот. Во случај да нешто се забележи дека е подебел ендометриумот, се прават дополнителни интервенции и исследувања. Во пресред сме на светскиот ден на кој што 18 одбележува октомври, менопаузата, Светски ден на менопауза. Универзитетската клиника за гинекологија и Вака, акушерство нашата ќе го клиника и одбележи во овој минатите датум. години го одбележуваше 18 октомври како ден на Светски ден на менопауза. Се правеа бесплатни прегледи во минативе години. Оваа година сакаме да направиме еден поголем опфат на пациентките, затоа што немавме толку простор во годините на назад. Сакаме да направиме едукативни настани во поголемите фирми, предпријатија, кои што се веќе договорени, и морам да кажам дека менаџментот на клиниката, тоа е нешто што ќе се реализира во следниот период, е во план да отвори кабинет специјален за адолесценција и репродуктивен развој и менопауза. Така што ги повикувам пациентките кои што се заинтересирани да не контактираат на клиниката во идниот период, да си закажат во тој кабинет, да може да го побараат помош кога да се чувствуваат соочат со овој период телови. од животот и да се подобри квалитетот на живот. И моето последно прашање е, значи може се јават на ГАК, на клиниката, на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, но можат исто така да појдат и на ендокринолог. Секако. Кој би требало да биде првиот избор или се едно е? Значи, мислам дека интерактивно, кај нас би дошле скрининг за остеопороза, Така. правиме дензитометриски, лабораториски прегледи, кардиоваскуларно да се, нели, како да се чуваат пациентките, не затоа што ризикот од инфаркти, мозочни Многу удари расте во менопаузата. расте во менопауза, депресијата да не ја забораваме, исто така како интернистички, дислипидемија, хипертензија, обезноста или добивање во тежина што споменавме. Но еден апел до жените дека е привилегија да се старее. Така. И навистина треба жената да ужива во секој период од незиниот живот. Фертилните години носат едно, перименопаузата носи друго, предизвиците да се соочат, да се поминат колку што е можно подобро и да се ужива во оние повозрасни години. Така, да се ужива во возрастните години, значи да се влезе во овој животен период без Безбедно. страв од Апсолутно. промените, безбедно, и да се слушаат потребите на сопственото Апсолутно. тело. Ви благодарам многу за гостувањето во денешната Телма амбуланта. Секако ќе беше убаво да имам уште малку простор, многу широка тема, многу аспекти кои што може да се обработат, но мислам дека она што беше суштинското го
им го предочивме на гледачите. Ви благодариме за Ви поканата. благодариме. Почитувани, ова беше сево денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен дел на Телма кога заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.